Должност ми е од овде, како граѓанин од македонската етничка заедница, да се заблагодарам и на албанците, и на турците, и на ромите, и на бошнаците, и на србите, и на власите, и на другите во државата. Затоа што имавте разбирање до небото за наш македонците, постигнувајќи го овој договор. Идентитетот на албанците не беше загрозен. Ако беше загрозен, ќе се борев исто, како што се борев за македонскиот идентитет. На турците исто, на бошнаците исто, заради тоа што е идентитет на нашиот народ, на србите, на власите, на сите во државата, исто. Беше загрозен македонскиот идентитет. Не го признаваа нашите соседи македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Бевте трапеливи, бевте многу внимателни, заради солидарноста и со животот. Заради тоа што редот беше и овој пат од помалку бројните заедници да се докаже солидарност кон побројните заедници или побројната или најбројната заедница во Македонија, македонската. И рете да изразам почит и респект, затоа што во Гостивар македонците не се најбројната заедница. Сепак е мултиетнички град со најбројна заедница албанците. Дозволете, од името на сите граѓани кои што ги застапува, да ви се поклонам и да ви кажам благодарам. Ја крепивте, ја крепите Македонија. Вкупно милиарда 260 милиони евра до 2020 година е буџетот на Европската Унија за Република Македонија. 260.000 евра дневно пари кои што се дават за државата. И како напредуваме према Европската Унија, тие пари ќе растат. Затоа што целта на Европа е да не го дигне стандардот економски, да не понигне во квалитетот на живот и тогаш ќе не пушти комплетно да бидеме полноправна членка. И уште една порака до младите луѓе. Ние повозрастните сме свесни и знаеме пред каква одлука сме исправени. Но почитувани млади луѓе, како што е редот, така и овој пат државата на вас останува. Јас знам дека сабота вечер се излегува до рано са бајле во недела. И знам дека сме по кафичите и по дискотеките. И не мора во 7 сат да бидете на гласачките места. Можете и во 12 часот да бидете на гласачките места. Ние ќе бидеме и порано сите повозрастните. Но вие младите имате должност, имате одговорност и да излезете и да влијаете кај сите околу вас. Дека има то врска заради вас, младите. Сите околу вас, но највеќе вие, младите луѓе во Македонија, да излезете и да гласате за иднина, за Европа, за НАТО, за работни места, за повисоки плати, за фер и праведно општество, за достоинствен живот на сите во Македонија.